Ние многу имаме направено, многу имаме зборувано. Мислам дека сите недостатоци не сме ги отстранили уште. Оно што ние како служби, како лица, па и како граѓански сектор, го презентиравме сите овие години, додека се соочувавме со сите елементи на сите проблеми кои што се поврзани со зависноста од опиоиди, беше да овој антидот биде достапен. Јас не можам да кажам дека имало конзистентен, јасен и стручен став кој што би ја оправдал недостапноста, освен процедурите, документациите, кои што како такви може да подлежат на промена и на некој начин зошто да тоа не се перцепира како лек кој што го имаат друг вид на хронични болни пациенти. За разлика од порано, повеќе институции и повеќе здравствени работници веќе чуле за лекот. Ако порано немавме ни информации, сега многу повеќе здравствени институции во сите центри во кои се врши превенција и третман на злоупотреба на дрога, персоналот е информиран за лекот, за налоксонот, значи за се обучени за постапки при предозираност. Поголем дел од тие институции го имаат лекот, ако го немаат тие, тогаш го има болницата под која припаѓаат, но секако не сегде. Ние во моментов учествуваме во еден проект на Министерството за здравство за континуирана едукација на службите за итна медицинска помош низ цела држава. Ние како клиника учествуваме баш со предавање за третман на зависници од опојни дроги, со посебен акцент на предозирани пациенти со опојни дроги, и тука нели доминираат хероинот и метадонот. Дојдеме до заклучок дека никаде во државата немаат антидот. За жал, ампулите на локсон ги имаме од неодамна во нашата служба. Кога велам неодамна, мислам на последниве 2 до 3 месеца. Иако имаше иницијативи уште пред повеќе години, да не речам и пред 10 на 15 години истите да се набават во службата, но поради некои причини за мене непознати, во тој период останавме покуси за ампулите, кои што ги наоѓавме преку клиниките кои што ги поседува, а сепак работат со вакви пациенти. Мислам се разбира на клиниката за токсикологија и клиниката за интензивно лекување и реанимација. Тоа мора подхитно да го разреши. Сите мора да имаат. Од толку градови кај што бевме, и големи, и мали, и не знам, медицински центри, и општи болници, и регионални центри, како Штип, како Битола, како Струмица, немаат паркант. А замислете, Проби Штип има. Кој едно мало градче, меѓутоа нивниот менаџер се потрудил, обезбедил некаква донација и си го има наркантот и секогаш кој ќе му затреба, може да го употреби.